на кошаркарски терен заедно со човекот кој што верувам дека љубителите на кошарката многу добро го знаат. Со мене е Никола Митревски или познат како Никлеман на YouTube и верувам ги знаете Слободни фрлања. Никола, здраво. Здраво. Како си? Супер. Дојдовме, ајде да речам, јас сум на твој терен сега. Малку да објасниме за нашите гледачи од каде ти поврзаноста со кошарката, од кога сакаш и следиш кошарка? Така, следам кошарка од многу мал. Првиот допир со кошарката веројатно ми е филмот Space Jam со Майкл Џордан, кога татко ми мајка ме однесува во кино да го гледам и ми кажуваат они дека после филмот позади платното сум го барал Майкл Џордан. Потоа почнав да тренирам кошарка од своја 7 година, се до 16-17 годишна возраст. Правев 2 години пауза, па почнав да судам кошарка. Моментално сум активен се уште судија во Македонската кошаркарска лига. За кога навиваш, која ти е омилена кошаркарска екипа? Од Македонија не смеам да кажам никој, ќе кажам ни една, бидејќи се судам, од НБА го носиш дресот, Лос Анџелес Лейкерс. Ова е негов дрес инаку, кој што така ферски за ова снимање го позајмив, значи си ги следиш и си ги сакаш нив најмногу. Да, Лос Анџелес Лейкерс од почеток. Добро. Како се сети и за самото име, а и за концептот каде што наши познати личности, поголемиот дел се поврзани со кошарката, некои не се, доаѓаат кај тебе да ги преслушаш колку се прецизни. Така. Па повеќето може да кажам дека ги преслушав. Мислам дека имам позитивен ефект, ама имаше многу добри изведувачи на слободни фрлања и меѓу нашите познати личности, па макар и оние што не се занимаваат со кошарка. Да, изненадија. Што сме мислеле дека од каде знаат кошарка, ева на пример Тино Костадиновски, ќе го поздравам, актерот во театар комедија. Најуспешниот кошаркар меѓу актерите за сега. Ме преслуша, реално ме преслуша на домашен терен. Преку рака. Зошто бев најак? Ради слаба конкуренција, стекнува. Никлеман заедно со диџеј Гоце, така, направи една многу убава песна која нашите гледачи ќе ја слушнат, поврзана е со нашата специјална Олимпијада, така. Кој беше иницијатор на ова? Твоја лично ли беше желбата? Иницијатори беа организаторите од специјална Олимпијада. Секако да ги поздравам Драган Караджовски и Јана Зафирова. Ме контактира, јас дечките од специјална Олимпијада, кошаркарскиот тим ги знам од многу одамна. Кога почнав да судам и имам судено на истите, значи прекрасни дечки, секогаш сме се поменували убаво. Одлично, да. Кошарка играме одлично и футбол, атлетика и бадминтон. Најбитно, тука сме за да се дружиме. Во победа и пораз ние рака ќе си пружиме. Донеси храброст, земи си радост, со убави моменти да е полна твојата младост. Гордост македонска се нашите атлети, даваат максимум на надпреврнови на тренинг. Тренер е нашиот пере, црта акции не советува, никад не се дере. Миро после скокот одма оди на лоу пост, а до трча контра ја не го прави блокот. Виктор е плей, а двојка игра Горјан. Дупли паси глеј, степ бек тројка. Лос Анџелес сребро, Абу Даби бронза. Во 2023 ќе се тресе Берлин, поздрав. Дозволи ми да победам, а ако не можам, дозволи ми да бидам храбар во обидот. Зошто да се обидеш е поважно и нормално, играме одлично. Дозволи ми да победам, а ако не можам, дозволи ми да бидам храбар во обидот. Зошто да се обидеш е поважно и нормално, играме одлично. Оваа година одбележуваме убав јубилеј од можеби најсветлиот момент во историјата за македонската кошарка. Ме интересира какви се твоите спомени од времето кога бевме четврти во Литванија. Се сеќаваш ли како и каде ги следеше тие надпревари, како реагираше на успесите на нашите кошаркари? Да, секако. Ја немав таа среќа да присуствувам во Литванија. Знам дека за малку го пропуштивме летот, кој требаше да оди на Македонија, Грузија, чартер лет. Ја задржи топката, не, тука нема фаул. Може би на друг надпревар за 3, тројка! Онаа тројка легендарна на Владо Илиевски, нема кој не памти кај бил во моментот. Значи да, од
дома ги следевме фамилиарно на преварите, после тоа целото мало ечеше од вувузели и слично. Славијата нели се пренесе на плоштад. Македонија сака победа, милион срца, една молитва. Јас мислам дека е време да видиме како тебе ќе ти одат чутивите, таму ќе добиеш и некои интересни прашања, може. Ајде да се загрееме. Спремен и дали даваш се од себе, зашто златниот медал свети поразлично од сребрен. Кој е сребрен ти? Кој е во моментов најдобар поентер во домашната кошаркарска лига? Тешко прашање, бога ми. Не сум сигурен дали знам точно. Од МЗТ Скопје, веројатно Дамјан Стојановски е тука негде на врвот. Ќе кажам дека е некој странски играч, сигурно. Мислам дека Крстејч од ФНП, дека Стефан Крстејч од ФНП, дека е меѓу водечките стрелци и можно е од ТФ-та некој од странските играчи. Добро, отвараме. Кој има најголем број на освоени титули во NBA? Во NBA лигата моментално е интересно што има две екипи со по ист број на титули. Значи во целата историја. Бостон Селтикс и Лос Анџелес Лейкерс со по 17 титули. Познато ни е дека Шпанија е секогаш тежок кошаркарски ривал, како за сите, така и за Македонија. На нашата, би рекла, историску утакмица, односно надпревар што го игравме на европско, кој беше тој што најмногу ги наполни нашите мрежи, односно нашиот кош? Тоа е еден така низок дечко, брз, со брада црн, Хуан Карлос Наваро. Опасен многу, да. Опасен, тројкаш, невиден. Значи, даде сигурно 7-8 тројки и буквално и изјави од нашите кошаркари дека Наваро таа утакмица и со нога да шутнеше дека ќе погодеш. Вистина така беше тоа. Како мене, вака нешто слично шутираш. Дали може за нашите гледачи, посебно за тие што не следат кошарка, убаво фино да ни објасниш лична грешка кога се суди? Лична грешка во кошарка е фаул, народски познато. Се суди кога дали одбранбен или играч во напад ќе направи нелегален контакт со другиот играч. Например, ако оди играчот на двочекор за да постигне поени, доколку имаме удар по рака од дефанзивниот играч, тогаш судијата досудува лична грешка. 4 од 4. И уште едно прашање, поврзано со вечното дерби меѓу Работнички и МЗТ. Кое е твое омилено од сите тие пеколни пресметки кои што си имал прилика до сега да ги гледаш? Па се надам дека во иднина ќе имам и чест да го судам тоа дерби меѓу МЗТ и Работнички. Може да биде така? Да, за некоја година. Порано многу следев, значи одев кога тренирав, поготово во МЗТ имам тренирано, многу безброј на превари имам проследено во старата сала Јане Сандански и Лименката, општо позната. Така да таму имаше често пати, секогаш кога доаѓаше Работнички на гости, тоа беше пекол. Ако на преварот беше во 20 часот, ние одевме уште во 17 часот. Значи за да фатиме место, пресметките меѓу Жоле Војновиќ, меѓу Књазев, меѓу Африка со Тони Симич, со Диме Тасовски, значи беа празник за кошарката во Македонија. Јас сум Ник Леман, вие гледате Fair Play, шутираме ко Стеф Кари, а не како Ален Рей, секоја сабота на Телма со Јана, најдобрата емисија на најдобриот канал.